требат и да зборуваме и за конкретни проекти. Јас тука би се надоврзала со системот Safe City. Долго очекуваниот систем. Дали можете да ни кажете некоја информација до каде сме, кога граѓаните можат да ги очекуваат тие првите резултати, како ќе биде ефектот и така натаму? Safe City е систем кој што е многу важен за Македонија, да биде ставен во функција во делот на сето она кое што е поврзано со сообраќајна култура во иднина. Морам да кажам дека добро е што претходните влади ја отпочнале постапката за набавка, поставување на камери и така натаму, софтверски решенија, се со цел за да еден ден можеме да го имаме овој систем во употреба, но македонската, балканската секогаш нели има но некоја. Но наместо да направат стратешки план како ќе го стават тоа во функција, наместо да ги засукаат ракавите и да седнат да работат, наместо да утврдат кои закони треба да се сменат, во кој дел треба да се сменат, кои процедури треба да се утврдат, каде точно треба да се имплементира како решение, како ќе процесуира тоа на крајот постапка. Казните кои што ќе се изрекуваат, ќе се доставуваат препорачана пошта, нема да се доставуваат, на телефон ќе ги доставуваме на луѓето, на мејл ќе се доставуваат. Која е бројката која што ќе се процесира? Ќе може ли да одговори судот на предизвикот да постапува по, не знам, 30, 40, 50.000 предмети на месечна основа? Сега, за сите овие прашања да се разрешат и да се даде одговор на нив, треба некоја седни да работи. Факт е дека овие претходни многу не беа познати по тоа дека сакаат да седнат и да сработат нешто. И морам да признаам, вака да бидам искрен, дека во рамки на техничката влада, информациите кои што беа доставувани до мене беше: министре, не се сеќавате, го тераме процесот, набавката е направена, камерите се стигнати, се ќе биде кој што треба. Факт, тогаш имавме како првичен интерес проведување на фери демократски избори, тоа го сторивме. Но факт, не можевме да се посветиме на сите проекти, особено јас не можев на микрониво да се посветам на сите проекти, за да може на крајот да кажеме дека резултатот треба да украси делото. Сега, по завршување на техничката влада и по формирање на нормална влада, се посветив круцијално особено на овој проект. Зошто? Заради тоа што сметам дека оние бројки кои што ги имаме од типот на 146, 126, 138, ова се бројки на луѓе кои што изгубиле живот како последица на сообраќајна незгода. Ова не се туку така фрлени цифри. Мораме да ги намалиме. Ако сакаме да ги намалиме, значи не сакам овде народот да свати дека ние збориме за тоа дека државата ќе казнува, па ќе го полни буџетот и така натаму. Тоа не е целта. Целта на воведувањето на овој систем во делот на сообраќајна култура е да ги намалиме овие бројки. Еден човечки живот нема цена. Нема цена. На таа тема не верувам дека ќе се најде некој кој што ќе дебатира од другата страна во спротивна насока. Поради тоа, мораме да го имплементираме овој систем, но мораме да го имплементираме како што треба, да не испадне после пупу не важи, па ваму сме аутнале, па судот не можел да одговори на вкупната бројка на предмети, па УЈП не можело да ги наплати и така натаму и така натаму. Мораме на здрава основа да го поставиме целокупниот систем. А ако ме прашате мене временски, јас би бил најсреќен, ова многу пати сум го кажал, во месец јануар 2025 да отпочне со функција. Но тоа е невозможно, имајќи ги предвид сите овие чекори што треба да се превземат. И повторно ќе кажам дека би бил среќен доколку во текот на 2025 година го пуштиме во финална употреба. Повторно ќе најавам, како што сум најавил многу пати, граѓаните ќе имаат временски период во кој што ќе бидат предупредувани од страна на ова софтверско решение, кое што нели ќе треба да ја процесуира целокупната постапка. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе имаме еден преоден период, секако, каде што граѓаните ќе можат да увидат од прилика на лична основа колку пати сториле одреден прекршок спротивен на закон во делот на управување на моторно возило и сите оние други сообраќајни правила кои што се пропишени.
Значи, ние нема преку ноќ да го воведеме, па ај сега да почнеме да ги казнуваме луѓето, туку ќе си има период на адаптација, ќе си има период каде што ќе бидат запознаени граѓаните како функционира тој систем и така натаму ќе може на лична основа да го видат. Таква е замислата. Сакаме да видиме темелни во рамки на спроведување на ово решение. И пак ќе повторам, се надевам дека во текот на 2025 година ќе имаме функционална примена, ама целосна. Значи да го затвориме целосно системот, не само камерата да изврши фотографија на одредено лице, туку на крајот да стигнеме со наплата на предметната казна и еднаш за секогаш да се знае дека нема повеќе ало началниче, ало министре, ало не знам службениче, ало овој, може ли да завршиме работа, може ли да не завршиме работа. Нема више завршување работа, надворот систем. И тоа треба да има јасно на сите. Ако сакаме да бидеме нормална држава, ако сакаме да ги уживаме европските вредности кои што овие не лажеа 7 години дека веќе ни биле втемелени во крвотокот, мораме она кое што ќе се договориме да го почитуваме сите. Од прв до последен. Само така може да имаме нормална држава. И ќе имаме. Ќе видат граѓаните дека она кое што го поддржале на изборите дава резултати. И ќе си ја дадат повторно поддршката кој ќе дојде време. Благодарам.